Дали струјата за домакинствата ќе поскапе за 9% од 1 јануари? Енергетските компании веќе ги доставиле своите барања и регулаторна комисија за енергетика ги прави последните пресметки. Председателот Марко Бислимовски вели дека доколку се прифатат сите нивни барања во целост, тоа ќе значи поскапување на струјата за 4%. Кога на тоа ќе се додаде изголемениот данок на додадена вредност од 5 на 10%, сметките за струја би можеле да се зголемат за околу 9%. Доколку се прифатат барањата како што се наведени, просечната цена за снабдување на малите потрошувачи и домаќинствата би се зголемила за 3,5 до 4%. Доколку се прифатат сите барања. Устадава 5%. Зголемување. Значи регулаторната комисија за енергетика ги определува цените без ДДВ и зголемувањето од ДДВ, за да бидеме прецизни до крај, на цената е 4,72%, не е 5%. Преносниот оператор МЕПСО побарал зголемување на својата услуга за близу 30%. Електродистрибуција бара намалување од 2,8%. ЕСМП ќе му ја продава струјата на универзалниот снабдувач Евана Хоум за 16% поскапо. За сега нема да се менуваат границите на потрошената струја во блок тарифите за домакинствата. Блоковската структура и границите остануваат исти. 4 месеци, 5 веќе се применуваат. Имаме добри резултати. Тие резултати не се само заради блоковите. Имавме релативно поволни временски услови и во август имаше пониски температури, немаше потреба од користење на клима уреди. Септември и октомври исто така беа прилично поволни, немаше потреба и од ладење и од греење. Ноември е поволен, имаме добри резултати, така да сега за сега не планираме да ги промениме и ќе останеме со истите блокови. Премиерот и министрите изминатиот период упорно уверуваа дека струјата нема да поскапи по нова година, но не дадоа информации ниту колку финансиски треба да се поддржат државните електрани за да се зачува социјалниот мир и да се избегне ценовен шок за населението. Регулаторна ќе соопшти новата одлука за крајната цена на струјата до крајот на неделава. Новата цена ќе важи за првите 6 месеци од следната година. Евана Хоум бара 3900 гигават часови електрична енергија за домакинствата, што во целост треба да ја обезбедат државните електрани. Во 2022 се укина ефтината дневна тарифа, се воведоа 4 блок тарифи на потрошувачка, а струјата поскапе за речиси 17%, еднаш од 9,5% на стартот на 2022 и за 7,4% кон крајот на јуни.